ова е 5-та година на организирање во Македонија, за мене ова е 4-та година на учество. Оваа година на темата на надпреварот е супер пауер и секој тим што учествува на овој надпревар треба да измисли иновативен проект на темата за заштедување на енергија, за чувување на енергија, бидејќи сега се наоѓаме во една енергетска криза и тоа е многу потребно. Надпреварот се состои од 3 дела. Првиот е иновативниот проект, додека вториот е роботската игра. Таму ние креираме робот и треба да извршуваме мисии кои се поврзани со темата, а третиот дел од проектот се основните вредности на кои ние треба да го представиме нашиот тим, како ние работевме, како ние се вклопивме како семејство и овој надпревар го доживеавме како забава, а не како не дојдовме на овој надпревар со желба да победиме, туку да се запознаеме со другите тимови и да се забавуваме. Овој надпревар за мене значи само забава и дружење. Победата е нешто плюс, што ако се случи е добро, но забавата и дружењето е нешто најдобро. Секоја година со темите кои што ни се нудат, ние учиме за, например, оваа година за енергијата, ние не учевме повеќе како се таа создава. За овој надпревар треба многу истражување, за роботската игра треба гледање видеа на YouTube и тоа е. Надпреварот ова за нас, не само за мене, него за сите деца тука означува извор за учење, за забава и најважно да се забавуваме. Кои се по-супериорни, мошките или женски? Не, нема супериорни. Тука сите сме еднакви, дека сите можеме да научиме истото нешто, можеме истото, можда различно размислуваме, но главно исто да знаење го познаваме за ова. За овој надпревар требавме да се подготвиме по неколку месеци, за можеме да извежбаме и да се спремиме како што треба. Чест ми е што оваа година имаме некој мал јубилеј, 5-та година како во нашата држава се одржува ова надпреварување, повеќе дружба и начин на живење и учење на учениците врз него лигата. Оваа година имаме 8 екипи, исто така за нас застанува факултетот за информатика при Гоце Делчев, кој што е заедно со нас уште од првиот момент кога почнавме целата оваа приказна пред 5 години. Голема благодарност до нив. Благодарам и до вас, медиумите, кои што дојдовте да го покриете сето ова, бидејќи знаете дека сите ние правиме една многу благородна работа за нашите ученици и се надеваме дека од година на година нашето ФЛЛ семејство ќе расте и ќе живеат децата со ФЛЛ вредности. Да ви кажам дека е чест и задоволство да бидеме коорганизатори на еден ваков државен надпревар Фрст Лего лига за деца од 9 до 16 години, во кој што децата тимски се надпреваруваат, изведуваат роботска игра, креираат роботи, работат на проект во кој што во годинешната тема е енергија и секако тука ги градат основните вредности кои се ФЛЛ основни вредности, но исто така и STEM основни вредности и секако основни вредности на сите нас. Оваа година, за жал поради короната, ни е намален бројот на учесници. Имаме учесници од Почани, од Скопје и од Тетово, но се надевам дека наредната година веќе поминава пандемијата со короната, се надевам дека многу повеќе школи, училишта и основни и средни ќе се приклучат во овој надпревар. Овој надпревар е значаен затоа што прво ги развиваат своите технолошки вештини, се учат како да изградат робот, како да го изпрограмираат роботот, да се надпреваруваат со робот, учат исто така како да истражуваат на некоја тема, некој проблем, да решаваат проблеми. Исто така се учат како да го презентираат тој проблем пред експерти во врска со тој проблем, но исто така најбитно е дека ги градат своите основни вредности, се учат како тимски да работат, како да си го ценат времето на себе и на другите, се учат како да другаруваат меѓу себе, да си помагаат. На крајот од мај го очекувам меѓународниот надпревар во Марок.